Добре дојдовте во процес. 21 март е меѓународен ден на лицата со Даунов синдром. Со какви проблеми се соочуваат? Што треба да направи државата за да имаат еднаков третман и да им се олесни пристапот до сите сфери на општественото живење? Гостин во студио е Анче Николова Туфекџиева, мајка на дете со Даунов синдром и председател на Сдруженијето Вера, така? Да. Најпрво ти благодарам за поканата и за твојот сенс, за тоа што секогаш си со нас и јавно ги кажуваш нашите проблеми. Особено на семејствата кои што имаме деца или лица со пречки во развој, вие секогаш сте тука за поддршка и на некој начин да слушне цела поширока јавност дека навистина имаме проблеми и многу пати сте помагали да ги решиме тие проблеми. Да, јас ви благодарам и на вас и мислам дека тоа ми е работа, сепак толку години работам на таа проблематика, да, баш секако. Ми е мило за тоа што вашето име е едно реноме во новинарската фела. И да, мајка на 9,5 годишно девојче со Даунов синдром Верче, која што е едно убаво, препознатливо лице од една кампања. Да. Како Верче будење, така, како Верче го доживува тоа, сака ли да се фотографира, како влијаше на неј за тоа? Обично знаат да кажат дека децата со Даунов и лицата со Даунов сите си личат едни со други, можеби физички да, но сепак имаат некоја разлика меѓу себе. Верче можам да кажам дека карактерно е пробивна личност која што сака да биде во центарот на вниманието и добро и дојде улогата на главно и водечко лице на кампањата Будење. Воопшто на се и дома е иста, значи сака да биде главна, ги извршува домашните обврски кои што и ги давам, дури и сама знае да се пофали, дека е успешно завршена задачата, помага околу помалата сестричка и секогаш знам да кажам дека сум горда мајка на дете со Даунов синдром. И кој не запознал лице со Даунов синдром, јас велам не ја спознал љубовта. Тие праќаат една таква голема љубов. Па тоа е, значи во Хрватска децата со Даунов ги нарекуваат деца на љубовта. Во Македонија се уште се бориме за тој епитет да го добиеме. Затоа што за се си треба време и треба прифаќање од јавноста како еднакви граѓани во општеството во кое што живеат. Значи лицата со Даунов синдром да не ги гледаат како поинакви, со тоа што 21-виот хромозом го имаат го имаат триплирано, да не биде проблем во снаоѓањето, извршувањето, инклузијата во образованието и осамостојувањето. Верче од скоро во трето оделение оди во класична настава. Како сте задоволни од инклузијата? Секој родител на дете со посебни потреби сонува за тој ден, кога своето дете ќе го види во училишните клупи заедно со дете со типичен развој. Иако Верче 3 години беше во посебното основно училиште Климент Охридски, со сопругот дома секогаш мислевме дека за Верче таа средина е најдобра и дека доколку ја пратиме во редовно образование, ние ќе бидеме срекни. Дека таа ќе се изгуби во редовното образование и така натаму. Меѓутоа, како ја прифатија децата, се уриваат ли стереотипите кај децата? Да, и тоа многу, затоа што јас еве јавно ќе искористам да се заблагодарам на директорката на основното училиште Сандо Масе во Струмица. Со неја контактирав многу често за да се решат проблеми на некои други деца. Дојде момент кога се јавив да побарам помош за моето девојче, да побарам помош во смисла да го префрлам во редовно образование. Таа само ми рече не се секирај, детето е запишено, дојде утре да се договориме. Браво. Влеговме во училницата во трето оделение кај врсниците на Верче и таа им рече дека од денеска имат нова ученичка, ја представи, дури им кажа на децата дека кој ќе покаже најголемо другарство, дека школото ќе го награди заради другарството кое што ќе го покаже према Верче, но јас тука морам да кажам дека и децата се стварно добро воспитани и на наставничката која што е, затоа што за децата не постои диагноза. Значи тие во прв поглед ја видоа Верче и сватија дека таа е иста како нив, само што помалку зборува и малку е повеќе хиперактивна, ги копира нивните движења, работи на час, значи прави исто што и тие.
И веќе мислам можам да кажам дека кога одаме на училиште, кога ја носам, не се секири, ние сме тука, ти можеш слободно да си одеш и со тие зборови, значи децата се толку прекрасни. Ова е пример дека не е се така црно во нашето па и општество. не е така, мора малку ние нели да се потрудиме и родителите и сите во општеството, едноставно тие деца и лица заслужуваат да бидат прифатени, да бидат дел од таа инклузија, од тоа општество, да се осамостојат еден ден. Но кога ќе го заврши основното образование, ќе се соочи со проблем за средното. Во Струмица нема средно образование, така? Па да, таа или сега ќе биде вклучена во се надевам дека класичната гимназија. Да, се надевам дека ќе продолжиме понатаму со средно образование. Сега тоа на скалило е многу тешко, значи прво тоа треба да го искачиме со голем напор и труд и љубов. Јас мислам дека ќе успееме на некој начин да го завршиме основното образование и да се спремиме за средно образование. За тоа како ќе биде не може никој да каже. Надежта нели таа е што последно умира, се надевам и секој пат додека сум жива ќе се надевам само за доброто на моите деца. Останува да видиме. Поводот всушност зашто сте тука, пред да поминеме на проблемските теми, е 21 март, тоа е меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром. Да. Зошто е 21 март? 21 март е символички земена датата, значи затоа што лицата родени со Даунов синдром се раѓаат со триплиран 21-виот хромозом во секоја клетка и поради тоа, нели, 21-виот хромозом го имаат три пати. 21 март е земен и светски признат ден како ден на лицата родени со Даунов синдром. Веќе многу години, мислам дека е 12 години, се одбележува насекаде во светот како еден ден во кој што сите ја слават таа различност и сите ги прифаќаат убавините на различноста. Со какви проблеми се соочувате во здравството? Со големи. Има ли верче да кажеме бенефиции при мој термин, при закажување, има ли доволно специјалисти? Па да, вие бевте и сведок човекот бев, и сведок кој што го долови проблемот со кој што ние во мај месец се соочивме и вие бевте таа што ја напишавте статијата со која што на некој начин се изборивме да се снима многу порано на магнетна резонанца. Значи, самото име зборува дека лицата со посебни потреби треба да имаат некој посебен третман во нашата држава. За жал тоа се уште не е решено. Една обична магнетна резонанца на коленото не можевме да направите долго време. Да иствуваме. Немаше приоритет. Да, иако детето не можеше да оди, значи не беше третирано со никакви лекарства, сакавме да знаеме што и како се случува со коленото. Значи, од мај месец не закажаа некаде во средината на септември. Немаше термин, меѓутоа од кога се актуализира проблемот, за 24 часа успеавме да се направи снимката, па дури и резултатите да ни ги дадат. Јас сум многу благодарна, затоа што се работи за моето дете, меѓутоа што прават другите родители? Така, за жал не може се преку медиумите да се врши притисок. И не се сите запознаени дека сепак постои начин да се реагира. Значи има родители кои што мислат дека тоа е тој начин и мора така, значи мора да се чека. Јас мислам дека тоа не е начинот преку медиуми. Значи лицата со посебни потреби, без разлика дали се со Даун или било какво, треба да имат стварно некои посебни, барем во здравствениот, да не и за термините кога е. Значи ние чекаме термин по 3 месеци за ендокринологија. Мислам стварно имате проблем со ортопедските помагала, така? Тоа е плюс проблем кој што сега од 1 март мислам дека Слави повторно се врати да соработува со Фондот за здравство. Инаку од 1 август беше се случи еден голем хаос во Да, пишувавме и за тоа. И за тоа пишувавме, затоа што никој не ни издаваше потврда и немаше од каде да ги подигнеме. Кај нас конкретниот случај ортопедските пелени кои што ги земаме и кои што за жал не се доволни. 96 пелени месечно не се навистина доволни, ниту за нас, ниту за некое друго дете со друга диагноза. Значи се створи хаос, фондот ги раскина договорите со ортопедските куки
И тука не знам колку семејство останавме со знак прашалник во главата каде да се обратиме и зошто тоа е така. Имаше некои најавија некои злоупотреби од некои од фирмите, меѓутоа не беа транспарентни да излезат да кажат како заврши сето тоа. Требаше да ни го решат случајот на нас. Така е. 2 месеца немавме никаков одговор, иако реагиравме повеќе здруженија од Македонија, значи со представки и со слични работи. Потоа се воведе некои аптеки во кај нас зборувам во Струмица, имаше дел од аптеките. Меѓутоа пак проблем ги немаше пелените за деца. Значи имаше само пелени за возрастни, ако збореа од Фондот за здравство дека тоа не е точно. Значи праксата си покажуваше дека во аптеките ги немат пелените на кои што на нас не беа потребни. Исто и за ортопедските кондури. Значи едно дете со посебни потреби има право на ортопедски кондури во рок од 9 месеци само еднаш. Дали летни или зимни кондури? А ногата расте? Да. Па тоа е нон-стоп во раст дете, што му требат и зимски и летни чевли. До 26 години се ослободени од партиципација, но за децата е потребен придружник, се разбира, во болница. Плаќате ли вие кога има болничко лекување, ако треба да се хоспитализира како родител? Вие треба да бидете ослободени? До 1 година додека да направи детето. Мислам дека до 1 беше сега да не. Но тоа е за сите деца. Да, за сите. Значи за сите како е за децата со типичен развој и за децата со посебни потреби. Придружникот немаат посебен третман, немате. Не. Значи придружникот плаќа 800 денари од ден. И тоа ни го кажуваат на самиот старт на детска клиника уште кога ќе влеземе. Знаете ли мајка дека треба да платите за вас 800 денари од ден. Иако си како во хотел. А што добивате за тоа? На безбедна ситуација не знаете нели што ќе се случи со детето да биде добро и тоа. Навистина жално, а јас имам плюс и наути мислење на кое што пишува дека детето има потреба од придружник. Многу пати таа потврда што ми е подпишана од 6 доктори дека имам потреба за детето од придружник не ја признаваат во детска клиника. Не знам зошто не се искристализирани тие работи да може барем доколку ти обезбедат придружник, нели да биде 24 сата со моето дете. Јас нема да бидам таму. Така е, им помагате. Меѓутоа ние мораме да бидеме. Значи мораме да бидеме со нашите деца. Во делот на Министерството за труд и социјала има еден проблем секоја година на почетокот на годината доцни посебниот додаток. Да. Така беше и оваа година, но многу се пролонгира, веќе 3 месеци. Го добивте ли вие посебниот додаток? На 6.3 имаше соопштение на страната на Фондот за здравство дека на Министерството за труд и социјала дека веќе е исплатено, дека е направена исплата за посебен додаток, нега, но не беше за сите така, категории. Так. За жал не. Значи имаше исплатено некаде на 50% од корисниците на овие додатоци. Кај нас во Струмица се уште нема исплата на никој. Не сте добиле се уште? Да, се уште 3 месеци? Да. И ако, например, таа диагноза што не треба повторна рекатегоризација, зборувам за мојот случај. Зошто мора да се докажува секоја година за диагнозата? Да. И јас тоа се прашувам. Зошто да не се скратат тие лавиринти и дали ние секоја година треба да чекаме по 3-4 месеца да ни се направи исплата на посебен додаток? Значи не сум само јас тука, има многу. Така. Во Струмица има над 300 корисници на посебен додаток. Вие сте мајка на уште 2 деца. Да. Работите ноќна смена на ваше барање, за да можете преку ден да бидете со децата, да ја посветите внимание и на вечер. Верувам дека тоа е многу тешко. Дали мајките имаат право на скратено работно време? Или тоа се однесува само на државните институции? Значи, кога барав во социјалното да ми кажат за кои диагнози имаме право на скратено работно време, затоа што многу често знаат да кажат дека за таа диагноза не следува скратено работно време. Ми рекоа да го однесам листот од категоризација да видат дали ќе се сложи со законот од 1988 година, што е донесен, и дали ќе бидат истите зборови од наодот и мислењето ќе се совпаѓаат со зборовите кои што се во законот. Јас имам право, затоа што нели го однесов нашето решение од категоризацијата, имам право и многу други родители. Значи не само јас, би требало сите да го имаме тоа право.
поле работно време да работиме во фирмата, поле работно време државата да ни исплаќа. Веќе во бившите југословенски држави работат родителите на тоа прашање да добиваат статус на родител одгледувач на детето и државата да им дава некоја просечна минимална плата за да може да седат дома и да се ги гледат децата, зашто стварно имаме потреба од тоа. Мислам дека тоа прашање треба и ние да го актуализираме родителите, да добиеме некој статус, ако не друго барем да можеме да ги користиме тие 4 часа работно време, а 4 да ни ги плаќа државата. Ке имате поддршка и од нас медиумите по односно ова прашање. Па да, вие сте најјаката сила. Како ќе го одбележите денот 21 март? Вака, морам да кажам дека од кога се роди Верче 2007 година, 2 години гледав насекаде по интернет порталите дека стварно за да го соочиш тој до тебе, треба да му го покажеш тоа што го имаш од другата страна и решив на некој начин само дека можеме да делуваме само преку здруженија и затоа и го регистрирав здружението Вера. Тоа е здружение за помош и поддршка на лица со Даунов синдром. 2 години после раѓањето на Верче, значи 2009 година, и од тогаш до ден денешен, секоја година правиме одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, помагаме во одбележување на денот на лицата со аутизам, го одбележуваме 3 декември, новогодишен концерт за сите деца со посебни потреби од Струмица веќе 2 година оваа година, и тоа успешни концерти. За среќа имаме во Струмица музички имиња кои што несебично ни ја даваат поддршката и прават една многу убава новогодишна журка. Оваа година на малку поинаков начин ќе имаме една многу убава журка на самиот плоштад, значи на 21 март. Морам да кажам дека освен нашето здружение, побаравме помош и од Мрдни со прст. Тоа е граѓанска иницијатива која ги потикнува граѓаните да размислат кои се помалите или поголемите начини на некој друг пријател, сосед или друга граѓанска заедница за да се изјасни проблемот и да се помогне. Значи, сите во Мрдни со прст на еден збор ни рекоа дека ќе ни помогнат во одбележувањето на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром, со тоа што, еве, за прв пат веќе јавно да кажеме дека на 21 во вторник, во 12 часот на плоштадот во Струмица, од 12 до 14 часот ќе имаме журка со тонизем и пантомимичари, кловнови, ќе има тука face painting, што се тие ќе ги цртаат децата, помош од општина Струмица и од сите основни и средни училишта. И уште еднаш Струмица ќе покаже и докаже дека навистина лицата со пречки во развојот се вклучени во инклузијата и во општествениот живот, затоа што мислам не да се фалам, ама живеам во општина во која што стварно има сенс за овие лица и сите здруженија на некој начин се помогнати во реализација на своите идеи со цел да бидат презентирани нивните идеи, да се направи некое добро за овие граѓани и мислам дека и оваа година ќе имаме малку поголема прослава и едно убаво дружење со сите заедно, па плюс и ден на пролетта. Се надевам убаво ќе биде и времето, се поклопуваат сите елементи. И на самиот настан ќе ги дадеме сликите од будење, кои што го спомнавме на почетокот. Значи будење беше изложба која што минатата година на 21 март за прв пат ја започнавме со пресконференција во Александар Палас, а ја продолживме со отварање на изложба во Струмица. Мојата Верче беше заштитно лице на кампањата. Ова во раците што го држаме новогодишни картички кои што ги правевме за последната изложба на будење во јавна соба. Имавме вкупно 4 изложби, 2 во Скопје и 2 во Струмица. И сега на 21 март ќе ги поделиме сликите на семејствата на нашите фотомодели со една порака за благодарност и се надевам дека будење сепак ќе направи нели еден белег, го разбудивме малку општеството затоа што во изложбата беа опфатени повеќе лица со различни категории на попреченост и наидовме на едно добра прифатеност од сите. Преубав нас. Да. И овие картички ќе ти ги поклонам на тебе. Благодарам. Задоволство ќе ми биде. Да
Да ти се наоѓат на работната маса и да се потсетиш Секогаш. Да. Анче, многу ви благодарам на разговорот. И Ми јас беше на вас чест за поканата, да. што дојдовте. Беше тоа Анче Николова Туфекџиева, јас би ја нарекла мајка херој. Благодарам. Благодарам.